Луѓето се преценуваат што се можат да постигнат за една година, а подценуваат што се можат да постигнат во 10 години. Ова не е моја изјава, ова е изјава на господинот Тони Робинс, во која што стојам 100% позади оваа изјава дека е многу вистинита и од свој аспект, од лично искуство и од искуството на стотици предприемачи кои што ги менторирав. И токму во оваа епизода ќе зборуваме која е разликата помеѓу професионализам и аматеризам, односно цената ја плаќаш секако дали водиш професионално бизнис или и понатамо продолжуваш да го водиш аматерски. Секако дека многу предприемачи немаат формална едукација, не се едуцираат и не знаат точно како да го водат нивниот бизнис, но тоа не е и голем терет, односно тоа не е голем проблем, затоа што денес постојат илјадници начини како да можеш да се едуцираш. Дали преку семинари, дали преку тренинзи, дали преку литература, дали ќе запишеш курсеви, тренинзи, програми или што и да е. Значи денес не е како во минатото, оние луѓе кои што се амбициозни, оние луѓе кои што знаат дека знаат до одредена граница, до одредено ниво, а за нешто понатаму им треба нешто повеќе, превземаат акција и бараат решение, а оние луѓе кои што едноставно мислат дека се знаат и дека другите луѓе едноставно не можат да им помогнат затоа што тие најдобро го разбираат својот пат, односно својот бизнис, за жал имаат фиксен мајндсет и со овие луѓе нема решение. Кој ќе кажам нема решение, мислам не во моментот, затоа што кога ќе го променат нивниот мајндсет, повторно имаат можност тоа да го направат. Сега разликата е дали ќе го организираш твојот бизнис на 40 години и останатиот дел од животот си уживкаш, или тоа ќе го направиш на 60, па бога ми тука е огромна разлика. Сега има и такви луѓе кои што биле на еден тренинг, семинар или не знам што, може налетале на погрешна личност, може би прочитале некоја книга која што не им е померка, не им помогнала и едноставно губат доверба во луѓето кои што се стручни, кои што го работаат тоа. Но еве јас ќе те повикам, сети се дали не знам првата девојка или момче што го виде и ти се допадна, дали е тоа денешниот твој сопруг или можеби имаше една врска, друга врска или како и да е, а подоцна, и можеби се преточи во нешто повеќе, што значи дека ако нешто на почетокот не успеало, тоа не значи дека е и конечна дестинација. Јас денеска во оваа епизода ќе ти објаснам која е разликата и како работаат успешните предприемачи, како работаат професионалните предприемачи, така го работам и јас сето ова во мојот бизнис, но и во бизнисите на луѓето кои што ги менторирам и ќе видиш дали ова има смисла или нема смисла, а ти си голем, па донеси одлука за себе што мислиш дека е најважно. Па сега би започнал со една изјава на господинот Виктор Франкл, инаку ако до сега не си ја читал оваа книга, значи штета е, оваа книга обавезно мораш да ја прочиташ, не знам има колку е, 143 страни, 143 страни, ама верувај дека ќе ти го промени животот. Што вели господинот Виктор Франкл, а тоа е дека човекот е постојано во потрага по смисла, односно луѓето кои што водат бесмислен живот, тие едноставно создаваат хаос во својот живот. Зошто? Затоа што се супер луѓе, се е во ред со нив, но немаат насока во која се движат, односно живеат ден за ден и преживуваат. И сега зошто го започнав со Виктор Франкл? Затоа што тој е единствениот од помалкуте број на луѓе кои што го имаат преживеано логорот во Аушвиц, инаку доаѓа човекот од Виена, психолог по професија, пишувал цела книга, на крајот доаѓаат еден ден, го приведуваат, нацистите и се што излегува од дома се неговите неколку стотици листови и со листовите буквално заминува во логор. Имал прилика да види илјадници луѓе кои што преживуваат, се тепаат за храна, се тепаат за простор, за место, за преживување и буквално сваќа дека во тој период во животот во никакви услови, вели тука немаш ни име ни презиме, не постои ништо позади тебе, туку едноставно си број и секој ден кога ги постројувале на писта, човекот вели дека едноставно сите се молеле само да не го прочитаат нивниот број, затоа што знаеме каде завршувале. Но она што е уште многу поважно
имал прилика, човекот е психолог по професија, па многу го интересирало и вели бев благословен што се најдов во една ваква ситуација, за да видам како луѓето се однесуваат и како што прават, што не прават луѓето токму во ваква ситуација каде што е загрозен нивниот живот и да видиме што се случува со луѓето, кои се тие што успеваат да се спасат, а кои се тие луѓе кои што едноставно дигнале раце од својот живот и токму 4 години престојува во тој логор и го спасува животот, значи побегнува, да не ти зборувам, читај ја книгата, многу е одлична, фантастична е, ќе ти даде огромна перцепција за тоа што е живот и како можеш да водиш и бизнис, буквално е применливо на секаде во секоја област. Буквално јас ова би ја препорачал уште у прво деление да ги учат децата во училиште. И токму зборува која е разликата, кои се тие луѓе што успеале да го спасат животот, а вели дека едноставно единствени луѓе кои што успеале да го спасат нивниот живот, да се спасат и да се вратат повторно дома во семејството, се оние луѓе кои што имале огромна доверба и самодоверба дека еден ден ќе се вратат во секојдневието, дека ќе го прегарнат семејството, дека ќе продолжат да работат на нивната мисија, односно со тоа што се бавеле претходно или редефинирале, како и да е, што значи дека секој еден кој што се спасил и го излегол, го напуштил овој, логор, биле луѓето кои што имале смисла за нивниот живот, што знаеле што сакале понатамо да прават, односно што му давале смисла на нивниот живот. И сега што ова, драг мој пријател, ти укажува? Тоа ти укажува дека број 1 предприемачи кои што се успешни, размислуваат долгорочно, размислуваат стратешки, ја сакаат професијата која што ја работат, ги сакаат луѓето, затоа што сите работиме со луѓе и доколку не ги сакаш луѓето, не сакаш да комуницираш, не сакаш да имаш работа со луѓе, тогаш прашање можеби дали вреди и дали треба да се занимаваш со бизнис, затоа што бизнисот е само решавање на проблеми, чиви проблеми на луѓе. Клиентите што се, повторно се луѓе. Тим вработени што се, повторно се луѓе, што значи дека доколку со луѓе не сакаш да работиш или најди замена некој што сака да работи со луѓе, но види и каков лидер ќе бидеш ако не сакаш да работиш со луѓе. И ова не ти го зборам случајно, познавам многу такви кои што едноставно се изолираат. Он повеќе би работел пред компјутер или не знам у производство отколку да работи со луѓе, така да не ти го зборам ни тоа случајно. Но што е поентата? Поентата е дека професионалните предприемачи размислуваат долгорочно и стратешки, затоа и потпишувам дека изјавата на господинот Тони Робинс, а тоа е уште еднаш ќе ти ја повторам дека луѓето потценуваат што се можат да постигнат за 10 години, а се преценуваат за 1 година. Сега што ќе ти кажам, па да видиме дали држи ова вода или не. Знам дека за 2 месеци ќе дојде нова година. Дали си ти на голем, малав, дали имаш 15 години, дали имаш 55 години, небитно, знам сигурно да тоа е дека сите потајно посакуваме дека следната година ќе ни биде подобра. И сите потајно, некои пишани цели, некои непишани цели, како и да е, но секој човек жив и здрав има 1001 желба, болен само една, што значи дека некако потајно се надеваат дека следната година ќе им донесе беричет, плод, среќа, радост, љубов, како и да е. Но, колку од овој тип на поставување на цели или на желби, како сакаш, колку реално до сега ти се оствариле од сите намери кои што си ги имал? Кога зборувам со луѓето со кои што соработувам, во поголемиот дел ќе кажат дека не, а има и такви малку луѓе кои што едноставно тоа им функционира, но дали е тоа така или предстои работа и план позади тоа, секако дека не е ништо наивно. Што правиме со луѓето кои што ги менторирам и како функционираат професионалните предприемачи? Па со оваа група, нова сега што започнавме од септември, буквално работиме и со секоја ниво, со секоја група, нема врска. Буквално секогаш почнуваме за долгорочна стратегија. Се извинувам. Работиме на долгорочна стратегија, но не само стратегија долгорочна за нивниот бизнис, туку и за нивниот живот, а ќе видиш подоцна зашто е ова важно. Значи, имаме луѓе кои што едноставно секој ден се во оператива, секој ден се заглавани, работаат прекумерно, не можат да изградат тим, мораат постојано да контролираат, работата ја носат дома.
и дома мораат да работат и за викенди и останато. И овие луѓе обично кога ќе им дојде еден момент во животот викаат доста е вака, веќе не оди, ајде да почнеме да видиме да соработуваме и на тој начин често се пријавуваат и соработуваат со мене. И сега, што е проблемот? Па проблемот не е дека овие луѓе не знаат како тоа да го направат или им потребна им е не знам каква помош, затоа што сметам дека секој еден од нас се знае што треба да направи, само секогаш постојат во нас верувања или навики кои што не ни служат и нас не саботираат, односно, иако знаеме што треба да направиме, ние тоа не го правиме. Тука влегуваме во длабина да видиме зошто е тоа што го знаеш, што го треба да го направиш, но не го правиш. Така, луѓето, кога секој ден се во оператива, кога поминале 10-20 години во нивниот бизнис, секако дека полека веќе губат надеж. Не можат да најдат луѓе, постојано грешки, постојано преправки, вклучени се постојано и се вика, мајко моја, ако до сега ми се подра мајката да работам по 10-12 часа на ден изминативе 10-20 години, со кој тим јас ќе правам, со кој луѓе јас ќе правам, не знам, поголема компанија, поголема фирма или како и да е. И овде секогаш имаме два типа на луѓе, тоа не се типови на луѓе, туку нивоа, зависи на кое ниво си во бизнисот, па така да овие кои што се на почеток, сега почнал бизнис, води 3-4-5 години да кажам, обично овие луѓе кои што се на почетокот вика, абе јас немам пари, јас да имам пари, јас знам што треба да направам, ама немам пари, да имам пари, партал ќе направам. Но позади ова стои само мајндсет и неискуство и незнаење, затоа што има една многу добра дефиниција, денеска веќе ти кажам втора, а тоа е на Ден Лок, господинот, инаку ментор личен мој, кој што има една многу добра изјава, кој што вика, ако не знаеш да направиш пари без пари, нема ни да направиш ни со пари, и ова е 100% вистинито. Зошто? Затоа што луѓето кои што немаат пари мислат дека парите се решението, а тоа е, знаеме и самите, добра заблуда, затоа што познаваш еден куп луѓе кои што имаат наследен бизнис, значи имаат пари, не е проблем, па ама еве ништо не работи. Имаш луѓе кои што ќе добијат на лото, наследство, на бинго, на што да е, и тие знаеш луѓе како им завршуваат парите, што значи дека не е проблем до парите, туку е до нешто друго. И постојат уште еден тип на луѓе, односно повторно ќе кажам дека тоа се исти луѓе како и секој еден нормален човек, само ако му е бизнисот на повисоко ниво, а тоа е дека излегол веќе од преживување фаза и сега е во стабилност, финансиска зборам, и има клиенти, има промет, има работа, значи веќе и заработал пари, овие луѓе размислуваат, се вика, абе пари имам, не е проблем, ама како ја ќе да размислувам во долгорочно за 10-20 години, како да размислувам стратешки и понатамо да ga растам фирмата, кој види со овие луѓе или ќе ја правам. Нема луѓе како што треба, не можеш да работиш, нема професионалци овде. Паметните отидоа, на добрите некаде работаат, на младиве не им се работи. Како и да е, гледаш дека ова се два главни проблеми, без разлика на до човекот, туку е важно на кое ниво си во бизнисот. Значи, резиме, ако си на почеток и немаш пари, мислиш дека парите се решението, кога ќе ги заработаш, значи кој ќе отидеш у следното ниво, у стабилност, тоа значи дека сега имаш пари, ама немаш време и затоа мислиш дека со овој тим, со овие луѓе не можеш да размислуваш долгорочно. Но јас те охрабрувам, доколку го цениш моето мислење секако, јас те охрабрувам дека првиот чекор за раст во твојот бизнис е долгорочно размислување. Што тоа значи? Долгорочно за следните 10-20 години да размислиш како сакаш твојот бизнис да изгледа во иднина. Зошто е ова важно? Затоа што долгорочноста ни дава предвидливост, ни дава јасност кои способности треба да ги стекнеме, кои вештини да ги научиме, кои навики да ги изградиме, што се треба да имплементираме во нашиот бизнис, дали треба системи, дали треба протоколи, дали треба процедури, дали и каков тип на вработени ни требаат во иднина, каква структура ни треба во иднина, колку менаџери, колку директори, колку оперативци, колку монтажа, производство, у финанси или како и да е. Што значи кога размислуваме малку подолгорочно заваткав, каде нашиот бизнис ќе делува, дали само во Македонија или ќе правиш и, не знам, извоз или ќе функционира во повеќе држави, на која територија, кои производи и услуги, како сакаш да функционира. Значи да не зборувам премногу, зборуваме овде за сон, за фантазија, за желба во иднина
И обично луѓето кои што не размислуваат долгорочно, тие имаат најголеми проблеми и губат смисла за нивниот бизнис. И токму повторно ќе ти кажам, затоа и ти ја препорачав оваа книга, затоа што човек кога нема смисла, едноставно губи желба за работа по било која основа. Што значи, еве, ќе ти дадам некои примери со луѓето кои што сега ги менторирам. 4 од нив сакаат да градат производствени хали. Имаме еден помеѓу нив кој што ќе гради фабрика. Имаме луѓе кои што ќе прават огромни објекти изложбени. Имаме луѓе кои што ќе прават и да не ги откривам бизнисите, небитно, доколку дојдеш на тренингот на 9 декември, ќе ги запознаеш, ќе ги видиш, ќе ти ја споделат визијата. Тоа се огромни простори со инфопултови, со ординации, со чуда, со се што е потребно внатре, што значи гледај сега. Ако овие истиве луѓе продолжеле и понатамо да функционираат ден за ден и се нервираат, секако дека ќе ја изгубат смислата и нема да сонуваат за нешто поголемо. И сега кога ги правиме овие вежби, нормално е дека на почетокот им е потешко, па си викаат, нели, како бе немам пари да стигнам до тамо, како ќе правам хала 15 милиони евра кога немам толку, имам нешто, нели, 10%, да речеме, а не повеќе. Како ќе градам ја тим од 200 луѓе кои види ја имам само 10-20 луѓе во моментот. Како ќе инвестирам во опрема и во останато, нели? Нормално е да имаш вакви предрасуди и предизвици и тоа е сосема нешто добро, но доколку ако ја работиш оваа вежба, ако ти се појави оваа мисла како јас ќе кога немам ова или она, сети се дека во оваа фаза е сосема нормално, затоа што првенствено е важно што ти сакаш, како тоа ќе изгледа, а подоцна полека ќе почнеш да размислуваш, аха, супер, а што сега мене ми треба до таму. И сега, зошто овој бизнис модел те води кон професионализам и токму нели е и намената на оваа подкаст епизода? Затоа што гледа како размислуваат професионалните предприемачи и овие луѓе кои што ги менторирам, кои што се стремат да дојдат на тоа ниво. Овие размислуваат од сега за по 10-20 години. Па еве, реков, ќе имаме фабрика, не знам, на 30.000 квадрати, ќе има 200 луѓе внатре, ќе има една хала, магазин, производство, паркинг и се останат. Замисли ти оваа фаза, оваа цела визија која ќе ја ставиш на хартија, па одиш во детали, па одиш кај архитект или дизајнер, тоа сето да ти го нацрта. Замисли ако одиш уште еден чекор понатамо, тоа е да направиш макета и сигурен сум дека доколку си бил во некој подобар хотел или во некоја компанија каде што размислуваат на овој начин, сигурно си видел подобри бизнеси, ако ништо друго на филм, а тоа е како изработуваат макети, па ти покажува каде ќе има езерце, каде ќе биде паркингот, каде ќе ги услужат клиентите, каде ќе биде за релаксација и за одмор. Значи гледаш како размислуваат овие предприемачи, го има, го гледа, опипливо е. Иако во оваа фаза можеби нема ниту луѓе, ниту пари, но тоа не значи дека ти ова не треба да го направиш. И сега како ова го решаваме? Па нормално, ништо не е страшно, затоа што ако ти размислуваш за 10 години од денес, или 20, небитно, колку подолгорочно, толку подобро, јас секогаш ги охрабрувам до крајот на нивниот живот да одат да погледнат подалеку, затоа што тоа ни дава други одговори, дали овој бизнис модел ми е добар, дали и понатамо бирам да работам ваков бизнис, дали и понатамо бирам да работам со вакви клиенти, со вакви вработени, на овој начин, со оваа маржа, значи ни дава многу добри одговори понатамо. И што правиме? Па нормално таа 10 годишна визија ја делиме на неколку етапи, ја упрстуваме на дневна база или во превод, еве сега ќе ти објаснам, а тоа е значи дека ако, не знам, требало 15 милиони евра да се направи оваа фабрика, погон, производство или што и да е, ја делиме по етапи, па гледаме која е моменталната ситуација. Супер, дали имаш земјиште или немаш? Супер, ако немаш, на која локација би било? Колку пари ти се потребни за земјиште? Колку треба за која хала? Во која етапа ќе ги градиме? Ако нема, да речеме, земјиште, супер, имаш ли финанси да го купиш ова земјиште? Па имам, добро, супер, тогаш тражиме локација. Ако ми каже дека не сум подготвен целосно за ова земјиште, супер, тогаш поставуваме цели како да заработи уште првава година сега, додека е на програмот, како да обезбеди пари за да купи такво земјиште, за да подоцна може да го гради тој негов бизнис, производствен погон, како сакаш каже. Сега што ова, драг мој пријател, ти укажува, а тоа е дека ние не сме наивни, ај се ќе сонуваме ние што сакаме за 10-20 години и некако тоа само ќе дојде, или некој ќе рече што дека ја сонувам, кој немам ни време, ни пари, ни луѓе, ни ова, ни она, не, напротив, туку тоа ти дава
стратешко размислување. Што значи стратегија? Тоа значи да имаш широка слика каде го носиш твојот бизнис, поделено по етапи, и додека не ја завршиш првата фаза, ти знаеш дека понатаму немаш да размислуваш. Или во превод со овој пример, ако додека ти не го купиш земјиштето, на кое место ќе градиш ти понатаму, значи едноставно нема смисла да одиме понатаму. Но што ова ти укажува? Па еве таа грешката што најчесто предприемачите ја прават, а тоа е да размислуваат краткорочно, па например ако му е тесен објектот кај што работи, сега вика, знаеш да имам уште 500 квадрати би било бомбона, и ќе купи он уште 500 квадрати, ќе докупи лево околу него, небитно, и после за месец, 2, 3, прво ќе помисли кој ќе напуниме оваа хала, а за 2-3 месеци гледаш дека ти станува тесна. Си купил нова машина, се зголемило производство, се зголемиле број на луѓе и за година дена тебе ти станува мало ова простор и шо преш следната година пак почнуваш да размислуваш, сега ми треба уште нешто. Затоа долгорочното размислување ни дава малку поинаква визија, а тоа е кога ти знаеш дека идеалниот бизнис твој, значи нека чини 10 милиони, 20, 100 милиони евра, не е битно, ти знаеш дека идеалната верзија на твојот бизнис би била во град, смисла сега дадов примери, нели, на 30.000 квадрати, значи ти не бараш земјиште од 500 квадрати, не бараш од 1000 квадрати, не бараш од 5, туку бараш од 30.000 квадрати. Зошто? Затоа што знаеш дека ова ти е прва фаза, втора фаза ти е можеби управна зграда, трета фаза можеби ти е производствен или магазински простор, небитно, но гледај како работиш предвидливо. Една година тоа, една година тоа, една година тоа и полека ги склопуваш коцките. Зошто е овој модел исто добар? И буквално овие предприемачи со кои што соработувам уживаат и токму ова го ценат и често велат конечно водам предвидлив бизнис. Зошто ја викаат оваа изјава, значи 10 од 10 ова го велат? Затоа што порано немале смисла, вика и пари направивме, работа, луѓе, ово, наеве, се имаме, што понатамо, зошто би го правил ова, зошто би вработал уште, зошто би правил системи, зошто би направил ова. Токму ова е одговорот, затоа што немале насока каде го водат нивниот бизнис, а сега кога го гледаат како гломазен, како добра визија, сега едноставно знаат дека фаза по фаза, етапа по етапа, полека можат да го изградат. Што е проблемот доколку вака не работиш? Па еве работам и со повозрастни предприемачи и сум работел и во минатото, кои што велат, мајку му ебем, цел живот ја работав рмбав ка конј, по цел ден ме немаше дома, децава пораснеа не ги видов, ни на одмор не отидов еден како што треба, по цел ден телефони, луѓе вамо тамо овона, за нив правам ова, за нив правам тоа, глеј сега пораснеа, едниот неќе да дојде на работа, другиот работа тамо IT мајти отишол до Словенија, Германија, не знам каде, мајко им дерем нивна, ја за нив ова го правев, а тие неќе да дојда овде да работа. Ако не сакаш ова да ти се случи, и види ова не е прашање дали ќе ти се случи, затоа што и овие луѓе се нормални, не е тоа дека се овие будали, туку едноставно и тие имале добра намера, гледаш, работале по цел ден како коњи, се откажале и се жртвувале од животот свој, зошто? За да создадат нешто за своите деца, а сега своите деца не им доаѓаат у фирма. Но што ова, драг мој пријател, ти покажува? Само една работа, а тоа е дека децата кога гледаат од страна, тие не слушаат што ти им зборуваш, туку тие доживуваат на свој начин како тоа ќе изгледа во иднина или во превод со други зборови кажано, тие не гледаат што ти зборуваш, туку гледаат каков живот живееш. Уште еднаш ќе кажам, не слушаат и не гледаат што ти зборуваш или правиш, туку гледаат каков живот живееш. И во превод, ако тебе те нема по цел ден дома, ако си нервозен, ако доаѓаш дома на ручек на вечера или воопште не доаѓаш, но еве да речеме доаѓаш, изборуваш ностоп за проблеми од работата, што овие деца од мала возраст гледаат? Викаат, татко ми е супер, све ова за нас го правит, ама му се мочам у бизнисот, глед каков му е катастрофа, јас кој ќе пораснам, сакам свој живот, не сакам ваков живот, ја кој ќе имам деца, ќе сакам да работат, да уживаат, ој бизнисот, татко ми е катастрофа или од мајка ми, небитно, глеј го, се уби од работа. Токму ова е одговорот дека сите ние имаме огледални неврони, што тоа значи, доколку не знаеш за овај факт, а тоа е дека луѓето гледаат и се однесуваат како копираат, односно го копираат однесувањето од повозрастните,
И тоа ти е одговорот кој ќе видиш мали деца кои имаш, нели, ако бабата се влече и оди полека и нели внучето или детето ја емитира, но овие неврони не замираат со детството, туку и денес продолжуваат, но сега кога во овој возрастен човек има, нели, развиено свесен дел, критички дел во својот ум, тие гледаат и викаат, ја ваков бизнес не сакам, татко ми глего, се утепа од работа, ја ваков не сакам и тражат нешто што им има смисла. Затоа, ако ти си предприемач кој што сака да создаде империја, може би сакаш бизнисот да го продолжат твоите деца, може би сакаш да, не знам, опстои твојот бизнис и после твојата смрт, тоа значи дека ова е единствениот правилен начин како се гради империја и долгорочен бизнис. На тој начин што ќе погледнеш подалеку, ќе почнеш во етапи да го правиш и стратешки одиш, работиш. Што уште ова ти дава? Па ова ти дава мотивација и гориво. Зошто? Затоа што немам како да ти објасним, ти останува само да ми веруваш, кога секоја среда во 8 часот кажуваат луѓе во благодарност, што се на програми ќе кажат, најдов човек, менаџер баш како што ми требаше, по тој опис, по тој модел, по тие карактеристики. Зошто ова ти го зборувам? Зашто имаме тестови, па точно такви луѓе бараме, не бараме случајно ако го биде, ако може. Или ќе кажат, брат, купив, најдов земјиште, најдов локација, се договоривме со човекот, му исплатив пари, или се договорив сега со архитектот да ми гради тоа, или конечно најдов да речеме, нели луѓе за изведба, или тргнавме, почнавме да работиме. Што ова ти кажува, пријателу? Тоа значи дека луѓето за после подолго време го вратиле животот во своји раце и замисли го чувството кога ти доаѓаш секој ден на работа и само имаш чек-листа пред тебе и само штиклираш ова го направив, тоа го направив, доаѓа среда, се вклучуваш на програм и викаш благодарен сум што вработив човек, што дигнавме промет, што најдов, не знам, земјиште или како и да е. Ова е, драг мој пријателу, професионално водење на бизнис. И Александар, ако ме слушаш лево десно по подкастите, тешко е, знам, да пофатиш се ова и да го свариш, но ако ги следиш подолго време, ќе видиш како ова се полека ти се надоврзува. Што е поентата во животот? Повторно ќе кажам, долгорочно размислување, етапи и краткорочни цели, односно дневни цели, дневни задачи. Сега, зошто е битно дневни задачи? Затоа што имаме едно проклетство, а тоа е дека луѓето се едноставно по природа не би рекол неодговорни, туку би кажал, како деца радознали, се нешто што ми е поинтересно, едноставно тоа го прават и бргу забораваме што е тоа што сме си го ветиле, што е тоа што сме испланирале, што е тоа што сме рекле, ова морам да го направам, инаку без тоа нема да го направам. Значи, многу тешко луѓето денеска посебно задржуваат фокус на клучни задачи. Сега, доколку ти немаш, значи во твојот план, во твојот планер, доколку немаш 3 клучни задачи што ќе ги работиш понеделник, вторник, среда, петок, небитно кој. Па, например, понеделник состанок со тимот од продажба, зошто? За да ја напредиш продажбата или да видиш до каде е планот, кои бројки ги следиш, дали оди се по план или не. Второ, да речеме вторник маркетинг, дали како конвертираат кампањите, како одат бројките, дали оди во надобра линија или не. Да речеме среда ти е за човечки ресурси, како луѓето напредуваат, дали стакнали нови знаења, нови вештини, дали прават грешки или не. Да речеме четврток ти е анализа на налози. Седнуваш од цела недела ги гледаш работните налози, дали има грешки, нема грешки, со кои работи имаме повторување. Да речеме петок ти е за финанси или како и да. И мимо овие клучни задачи, кои што се предприемачки, а не знам дали ги правиш, вака и стратешки, замисли да имаш секој ден барем една задача која што ти е надвор од оваа рутина, како што сега кажав. Например, едната ти е да најдеш или да издвоиш време за земјиште. Да речеме за утредента ти е да најдеш архитект кој тоа ќе ти го прави. За речеме да побараш понуда да видиш колку тоа ќе изгледа. Да речеме не знам колку, знаеш, гледаш ли која е поентата? Замисли да имаш секој ден по една ваква микромала активност, нели? И секоја недела правиш резиме да видиш што е од овие 5-6 задачи што си ги имал само по една нова во текот на денот, различна од овие претходниве. Замисли колку би бил среќен кој ќе дојдеш вака како што работиме и викаш, брат, направив тоа. Колкава мотивација ти дава.
Зошто е ова иста мотивација важна? Затоа што секојдневно секој бизнис има проблеми и тоа ми е јасно, нормално е. Ако нема проблеми, значи умрела фирмата. Сега едните се искарале вработени, едниот клиентот не го служиле, овој му сгрешил таму. Значи ти секој ден си унервоза у ово, и колку лесно може некој да ти го расипе денот, па утре повторно, па по неколку дена, па повторно. И доколку немаш забележано вакви и не си во група на поддршка, како овие луѓе што се на програмот, нели, кој ќе дојде у среда мора да каже што завршил или не завршил, нели? И му е непријатно прво од мене, затоа што сме се договориле што треба да работи. Второ, пред групата предприемачи кои што ќе кажат ова завршив, тоа завршив, тоа завршив, тоа завршив. Замисли како овој се чувствува што ќе рече ја овде не завршив, па другата недела па ништо, имав проблем, имам ова или имам тоа. Што ова ти кажува? Дека ова кога си во група со поддршка, кој работиш со ментор, имаш дополнително чувство на одговорност и како и да е, дали имаш хаос или немаш хаос на работа, работејќи секојдневно помалку по една оваа вака плюс задача, заради одговорноста кон мене и кон другите луѓе, полека гледајте вади од хаосот кој што го имаш. Кога сме кај хаосот, да не заборавам да ти кажам дека на 9 декември ќе одржам тренинг од хаос до структура, така се вика насловот. Доколку сакаш да го организираш твојот бизнис, да направиш анализа детална на кое ниво се наоѓа твојот бизнис, каде треба да оди во иднина, кои системи ти недостасуваат до тамо, кои се чекорите кои што треба да ги направиш за секое ниво, да одиш јасно и предвидливо, како примерот преска што ти го дадов. Пријави се на линкот, ќе го оставам линкот под ова видео, или оди на aleksandarkočevski.com, на страничката моја, имаш тамо све живо објаснето, реагирај побрзо, зашто брзо се пополнуваат местата, а ќе работиме со мала група, зашто за да им дадам време на сите, да можат да ги сработаат. Поентата е имаме работни книги, чеклисти, што имаш, што немаш, за да излезеш со јасен план што понатамо, затоа не ќе галама гужва многу, туку сакам да работиме. Нема да биде мотивацијски тренинг, значи буквално ќе зборуваме кои чекори, кои се системите, што треба да направиш секој чекор за да дојдеш до тамо. Затоа потоа, значи на 9 декември е вторник е, да не викаш после работен ден ми е вакво такво, да имаш време да испланираш, има уште долго време. И што е поентата понатамо, кога ти функционираш на овој начин, значи размислуваш долгорочно, а работиш дневно, полека сваќаш дека овие глупости со кои што се соочуваш денеска се буквални смешни. Зошто се смешни? Токму се смешни во однос на онаа твоја визија или компанија, како што имаме луѓе кои што се имаат поставено цели на 100 милиони евра промет, кои што имаат по 200-300 луѓе вработени кои што треба да направат, луѓе кои што треба да направат и во други држави, значи да го прошират нивниот бизнес, и ќе видиш ти што све можеш и што све сакаш и све што имаш способност да одиш тамо, свикаш, па добро, вреди ли ја да се забавам со ова, но проблемите кои што ги имаш во моментот, верувај ме дека се од незнаење. Уште еднаш ќе ти кажам ова, немој да ми замераш, тоа не значи дека си добар или лош, туку некои работи пропушташ и не знаеш. Значи, ако водиш бизнис 10-20 години и се уште немаш тим кој што функционира како часовник, тоа се зборува за тебе, дека си окей, се е супер со тебе, само очигледно не знаеш како се гради систем во кој што луѓето ќе работаат по одреден терк. Значи, ако ти немаш систем, ако они не знаат кој протокол следат и не се извежбани, како да функционираат за нешто кој не знаат, и нормално дека на секој проблем ти имаш решение и трчаш да го решаваш. Го зазнале клиентот, бргу ти ја решаваш работата. Попуст требало, бргу ти решаваш. Требало ова, бргу ти решаваш, гледаш, тоа твое незнаење и немање на протоколи, едноставно мораат луѓето тебе да те контактираат и све одговараш за тебе. Ако водиш бизнис поќе од 5-10 години, не си на милион евра промет или имаш проблем со продажба стабилна, повторно кажува дека се е во ред со тебе, но само можеби немаш јасна понуда, можеби лошо ја комуницираш, можеби немаш, не знам, можеби маркетингот не ти функционира, можеби воопшто па и не се бавиш со маркетинг, можеби немаш продажен тим, не знам, затоа ќе дојдеш на тренинг и ќе направиме анализа да видиме што ти недостасува, но фактот е ако водиш 5-10 години бизнис и се уште немаш стабилна продажба, предвидлива, тоа само значи дека се е во ред со тебе, може ти и знаеш топ си у продажба, само можеби види немаш систем како и другите тоа кога ти не си тука тоа да го прават. Значи, гледај, се ова што ти го зборувам, повторно е од незнаење. Ти да си знаел ова би го направил, нема да ме гледаш мене и да ме чекаш мене.
И тоа се е во ред, никој не вели дека е нешто лошо. И сега што се случува да ја поврземе кога работиш професионално веес аматеризам. И па види, за аматерско работење ја нема ништо да ти кажам затоа што тоа го знаеш. И не само што го знаеш, но верувај дека во цела држава имаш само 10-20% максимум од фирмите кои што работат професионално како што треба, што значи ако се прашуваш дали имаш простор за развој, да, имаш колку сакаш простор за развој. Дали може да се успее? Да, може да се успее. Дали твојот бизнис може да заработи? Да, може да заработи. За секој бизнис има пари и може да се заработи, но поентата е дали го водиш аматерски како маса од твоја конкуренција или не. И за крај би сакал само да си одговориш на едно прашање. Што мислиш од свите луѓе што ги познаваш околу тебе, колку луѓе размислуваат на начин на кој што зборувавме во денеснава подкаст епизода? Дали луѓето повеќе зборуваат ден за ден, избори, политика, има пари, нема пари, луѓе во се иселија, нема луѓе, нема вработени, народ нема пари, сите сакаат поевтино, само се ценкаат, глупости, или размислуваат и работаат на овој начин како што изборев до сега? Јас нема да ти го кажам одговорот, можеш ти во коментарот под видеото да пишеш што мислиш или што е твоето искуство и се гледаме во следна подкаст епизода. За ова резиме, размислувај стратешки долгорочно, запиши кои етапи и на кој начин ќе го работиш, погледни што ти треба од капитал, од луѓе, од ресурси, од се останато, запиши ги како да имаш неограничен број пари и можности, како да имаш прилика кого сакаш да вработиш. Запиши ги по приоритети, но и запиши секој дневно по една задача различна од навиките кои што ги имаш до сега и само барем една работа прави на ден различно од вчера и тоа е каизен модел. Значи секој ден по една мала промена и подобрување и пиши ми во коментар да видиш дали ова ќе има разлика по некоја година или нема, затоа што од искуство знам дека кога вака работиме, луѓето за 5-6 месеци прават партал во нивниот бизнис, излегуваат од оператива, се опуштаат конечно и насмеани и опуштени, имаат време за се, конечно почнуваат да вработуваат како што треба луѓе, расте нивната продажба, се враќа нивниот живот и смисла за живот понатамо, затоа што се ова кога ќе го напишеш на хартија, ти останува уште еден чекор, а тоа е да ангажираш професионални луѓе, менеджмент прво, па после све останато, кои што ќе ти ја спроведат ова визија во дело. Разглобена на план, разглобена на задачи дневни и подоцна само тражиш луѓе способни кои што овој твој план можат да го спроведат во дело. Правиш секој понеделник или петок состанок и на тој состанок не зборуваш дал врнело, дал грмело, кој победил или не победил, туку зборуваш што завршивме од планот минатата недела. И слушни внимателно. 3 месеци неостварен план, тебе ти е јасно дека оваа твоја 10 годишна визија нема никогаш да се реализира, затоа или ќе го учиш, подобруваш тој човек кој што ти е одговорен за таа работна позиција, зависи што развиваш од твојот бизнис, или едноставно е време за замена. Ова е најголемиот проблем. Затоа што луѓето мислат, па такви се луѓево, па неспособни се, па ако платам добар менаџер ќе треба многу пари или не знам што. Нема луѓе за работа, нема квалитетни, со кого да правиме системи, луѓево се неспособни. Не брат, се почнува и завршува со тебе. Ако ти преземеш 100% одговорност за ова што ти го зборам и ангажираш луѓе кои што ова можат да го направат и имаш план, се што останува е на тебе. Дали ќе донесеш одлука тоа лице и понатамо да биде во твојата фирма, трпиш грешки, толерираш и се забаваш, или ангажираш луѓе кои што планот го реализираат и ти предвидливо одиш до 30.000 квадрати земјиште, до 10.000 квадрати објект, до 200 вработени, до 100 милиони евра промет, до што год и да значи успех за тебе, но погледни што губиш доколку ова не го направиш. Еден ден твоите деца ќе пораснат. Ако се помали,
а може би веќе и се пораснати. Ќе дојде моментот кога имаш две опции. Заради твојава заразна голема визија, вработуваш луѓе, експерти и се останато полека и предвидливо работиш, заразно, зошто што имаш ли каква визија? Секој сака да биде дел од таа визија, па и твоите деца, и им викаш, тато успеа да го реализира 50% ова. Вие бидите живи и здрави, ова направете го, ако не е да го направите ова 100%, барем види ова зачувајте го 50%. Но кога ти ги вклучуваш полека во твојата визија, одиш по етапи, биди сигурен дека и тие ќе сакаат полека, етапно да продолжуваат. Зошто? Затоа што сега овој бизнис модел има смисла. Ќе се чувствуваат вклучени, вредни и понатаму можат да работат. А не као пијан за плот, држи се најпаметен и после неќа да работа. Па неќа, брат, кој сака да работа ако некој му тунка на глава? И за крај, повторно ќе те потсетам, 9 декември, Хотел Хилтон, од хаос до структура, фантастичен тренинг, линкот ти е под видеото, пријави се и се гледаме во следна епизода. Поздрав!